Шеста година поред виничани го враќаат шмекот на традицијата од средината на 30-те години на 20 век. Манифестацијата Тодорови трки вчера ги наполни трибините на градскиот стадион во Виница. Уникатните Тодорови трки се невообичаена синтеза на традицијата и спортот, на хуморот, дружењето и забавата. Духот на старите виничани живее преку оваа манифестација. Таа е одраз на соживотот и почитувањето на различностите. Одраз на староградскиот боемски дух присутен во градот Виница, на кој што и многу други поголеми градови можат да му позавидат. Задругарството повторно е актуелно меѓу земјоделците во регионот. За да аплицираат пред државата или фондациите, земјоделските задруги треба да се пререгистрираат. Во Централниот регистер евидентирани се 11 земјоделски задруги во регионот, но за поголем дел од земјоделците задругарството не е посакувана форма на здружување. Регистрира, значи, мора да бидат тие земјоделци, индивидуални земјоделци, кои се регистрирани во катастарот на земјоделци, значи во подрачната единица, и можат да направат задруга, која задруга, значи, ќе има друг третман за разлика од нашите задруги. Поставување на каскада на горниот тек на река Отиња ќе ги спречи штетите во иднина при обилни врнежи. Во моментов се санираат штетите, а каскадата ќе се постави напролет. Во овој момент сега се работи на подигање на коритото, на минор коритото, онаму каде што беше критично. По завршувањето на овој дел, интензивно се продолжува во долниот дел на течението на река Отиња и јавното претпријатие ќе започне со изградба на минор и мајор корито во горниот дел на течението на река Отиња. Во Виница се отвори првата просторија за дружење и спортски активности на лицата со инвалидитет. Старите простории на Вавилон се целосно реконструирани и наменети за оваа намена. Ова е прва просторија која лицата со телесен инвалидитет ќе добијат за нивно дружење, односно понатамошно спроведување на нивни активности, односно напредување на нивната положба, нивни дебати, разни дружби, подготовка за спортски надпревари. Исто така тие ќе добијат дополнително некои реквизити за спортски настани. Во рамки на меѓуграничниот проект Социјална кохезија меѓу училиштата Методи Митевски Брицо од Делчево и Кузман Шапкаров од Благоевград, вчера се одржа заедничко предавање на тема Идентитетот на наставникот во професионалната ориентација и советување на учениците.